издание. Намален бројот на напади врз новинари во Северна Македонија. ЗНМ бара да се забрзаат нерасчистените судски постапки. А на оваа тема во Саудиска Арабија, судот донесе пресуда за убиството на новинарот Джемал Кашоги. Какви казни добија сторителите? Вашингтон се подготвува за Божиќ. Ботаничката градина и годинава топ дестинација за туристите. Почнуваме веднаш, останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Ова е ТВ журналот Newsflash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Милена Ѓоргиевска. Конгресот на САД замина на одмор за Божиќ откако претходно представничкиот дом изгласа импичмент на председателот Доналд Трамп. Процесот треба да продолжи во Сенатот на почетокот на следната година. А еве ги другите вести. 5 лица се осудени на смртна казна, а 3 на доживотен затвор за убиството на новинарот Джемал Кашоги минатата година. Јавниот обвинител на Саудиска Арабија соопшти дека смртните казни се однесуваат на оние што директно биле вмешани во убиството на новинарот. Доживотен затвор пак добиле оние што учествувале во прикривање на убиството. Денешната пресуда, која доаѓа по долги тајни процедури, го ослободува од вина поранешниот висок помошник на принцот Мохамед бин Салман. Афганистанскиот председател Ашраф Гани обезбедил втор мандат од 5 години, согласно прелиминарните резултати од изборите, кои беа објавени за спорното председателско гласање на 28 септември. Ривалот на Гани, Абдула Абдула, не ги призна првичните резултати. Полицијата и демонстрантите во Франција се судрија денес по 19 дена протести низ целата држава. Протестантите реагираат на плановите на председателот Емануел Макрон да го реформира пензискиот систем, што ќе доведе до елиминација на специјални пензии за многу јавни службеници, како и до зголемување на целосната пензија до 64 години. Бројот на напади врз новинари во Северна Македонија упаднал годинава, велат медиумските работници. За подобрување на состојбата придонела и бесплатната телефонска линија за оваа намена. Мики Трајковски јавува. Иако земјава бележи тренд на намалување на напади врз новинари, она што загрижува е спорото одвивање на постапките пред судовите и обвинителството, велат од ЗНМ. Ако годинава имало само 3 посериозни случаи на физички напади, во 2018, односно 2017 година, тој број бил 6, односно 18. Но на новинарите на располагање сега им стои бесплатна телефонска линија да пријават не само вербални или физички напади, туку и заплашувања, онлайн вознемирување, уцени и други видови на загрозување на безбедноста при извршување на задачите. Причините поради која што беше отворена не е само да се даде подршка на новинарите и медиумските работници кога ќе бидат нападнати без разлика на видот на нападот, туку и закривање на совеста кај граѓаните за важноста од безбедноста на медиумските работници. На линијата досега биле регистрирани само неколку повици, но од ЦСНМ велат дека им стојат на располагање на своите колеги за секаков вид на помош. Тие беа решени преку соопштение и јавен притисок, но и со медијација. Тоа што ССНМ може да го преземе по пријавувањето на напади на напад врз новинар или медиумски работник е давање правни совети за пријавување во соодветните институции или пак на пример извлекување на нападнатиот ако се работи за физички напад од кога му е загрозена безбедноста. Од Сдруженијата на новинари бара да се забрзаат постапките за напади на новинари изминатите години. За повеќе инциденти кои што ние сме ги регистрирале над 50 последните 5 години, најголем дел од нив се уште се неразчистени пред судовите и тие тапкаат во место. Според глобалниот индекс за слобода на медиумите, Репортери без граници, во однос на другите држави од регионот Северна Македонија бележи благ пораз, вели Секуловски. Земјава во 2019 година беше рангирана на 95-то место од вкупно 180 земји. Меѓутоа, знаете како во 2008 година Македонија беше 34-то место, потоа 2013 падна на 123-то место. Тој додава дека би било најдобро земјава да се врати на 30-то место кога била сметана како позитивен и светол пример на Балканот и пошироко по слободата на изразување. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.
А турските војни операции на почетокот на октомври отворија можност за нов бран на раселени сирици. Колегите од турската редакција пренесуваат каква е ситуацијата во моментов. На 10 октомври турскиот претседател Ердоган испрати силна порака од Европската унија. Ей, Авропа Бирли! Ако сакате нашата операција да ја оквалификувате како инвазија, нашата работа е лесна. Ќе ги отвориме вратите и ќе ви испратиме 3,6 милиони мигранти. Во периодот од 2015 до 2017 милиони бегалци влегоа во европските држави преку Турција. Но тогаш бројот значително опадна бидејќи ЕУ и Турција се договорија за помош од Европа, што предизвика Анкара да ги затегне границите. Предупредувањето од Ердоган доаѓа во критичен момент. Сега е прашање дали милиони сириски бегалци во Турција се уште се заинтересирани да одат во Европа. Председателот на Асоциацијата за солидарност на сириските бегалци Мухамед Али не верува во тоа. Мислам дека нема да има мигрантски бран сличен на оној како во 2014-та, 2015-та и 2016-та година. Ситуацијата во Сирија се смирува. Али додава дека турските бегалци во Европа им ја кажуваат на луѓето дома реалноста да се биде имигрант. Пред околу 8 години имаше пропаганда на социјалните медиуми, промовирајќи ја Европа како рај. Оние што отидоа имаат поинакво искуство. Некој вела дека отварањето на турските граници за бегалците не е политички добра идеја за Ердоган. Во моментов не знаеме што ќе се случи, но ако се отворат границите, тоа може да доведе до поголема изолација на Турција. Турција предложи безбедни зони во Сирија, што ќе им овозможи на бегалците да се вратат дома. Но многумина не прифаќаат. Ако не принудат да се вратиме, подобро ќе одиме во друга држава или град, или пак би останале тука. Безбедните зони се добри за некој што доаѓа од околината на Алепо, но за некој како мене што доаѓа од градот, нема да биде лесно. Ќе се вратиме назад само ако Асад повеќе не е на власт. Чекајќи да им се одреди судбината, бегалците во Турција продолжуваат да живеат во надеж дека ќе биде подобро. Традиционално, секоја година за Божич, Ботаничката градина во Вашингтон подготвува празнични изложби. Овој пат се прикажуваат јавните градини во Америка. Дебора Блок беше таму. Оваа изложба го прикажува популарното вовче, раскажано во детските книги. Мора да ги видиме возовите, бидејќи тие се специјални за децата. Посетителите во градината може да уживаат во различни убавини, од тропски предели до пустини. Познатата кула во Флорида, Singing Tower, го добила името по музичкиот инструмент карильон, составен од најмалку 23 звончиња. Во уникатната пирамида во Ботаничката градина во Денвер, посетителите може да научат за повеќе од 70 различни растенија. Некогаш се користат листови или кора од дрвја за зидовите заедно со гранки и желади за декорација околу прозорците и вратите. Посетителите кои прв пат доаѓаат во градината се изненадени од рачната изработка. Воодушевен сум од сите овие згради направени од растенија, како и од ботаничките градини од целата држава кои придонесуваат за оваа изложба. Најновиот модел на оваа изложба е куќа од Билтмор во Северна Каролина. Заедно со градините, таа била изградена во 1800-тите години, а денес представува туристичка атракција. Во Ботаничката градина може да се види и божикна елка, висока 8 метри, една од најголемите елки во Вашингтон. Илјадници божикни цвеќиња ги обкружуваат најзначајните места во Вашингтон, кои исто така се направени од растенија. Има околу 13 различни згради покрај националното шеталиште како и споменици. Тука си Конгресот, Белата куќа, Конгресната библиотека. Оваа посетителка е воодушевена од инвентивноста. Се е природно и тоа и дава ново значење на изреката дека божикниот дух е жив. За сите кои го слават празникот. И не заборавајте да испратите име и презиме на нашата веб страница за да добиете нов календар на Гласот на Америка. Поздрав до утре!